безбедносните импликации што може да ги има ова наша политичка и институционална криза. Господин Кесковски, добар ден, благодарам што одвоивте дел од вашето време. Благодарам на поканата и прво во самиот почеток сакам да им го честитам празникот на сите дами во Македонија 8 март. Да почнеме со последното, со посетата на Заниер, генерален секретар на ОПСЕ. Минатата недела беше и Могерини. Очигледно дека вниманието на меѓународната јавност е насочено не само кон Македонија, туку кон целиот Западен Балкан, во кои тензиите се подигнати. Ова се некако буди некои лоши сеќавања поврзани со 2001-та. Како ја оценувате од безбедносен аспект моменталната ситуација во земјава? Дали има простор за загриженост? Видите, во моментов е исклучително комплицирана ситуацијата на политички план, би рекол, и секако тоа дека самото по себе повлекува и евентуална загриженост околу безбедносната состојба, бидејќи политиката и безбедноста се непосредни една до друга, така да во однос на моменталната или денешната состојба секако е на мирна, меѓутоа и стабилна. Меѓутоа во секој случај ваквите случувања и време траењето на една ваква криза може да рефлектираат со нарушување на безбедносната криза, имајќи во предвид коренот, односно генезата на целата состојба околу денешните случувања, моменталните случувања, и имајќи во предвид секако и загриженоста на меѓународниот фактор. Могерини минатата седмица истакна дека состојбата е исклучително комплицирана и дека само една мала, ситна грешка би можело да направи големи проблеми, и тоа многу важно во незината изјава на геополитички план. Значи не е во рамките на Република Македонија, него и во поширокиот регион. Да започнеме со првиот дел од незината изјава, дека може, доколку не се најде соодветно решение на кризата, таа да се прелее на меѓуетнички план, што е особено опасен за Македонија, со оглед на искуството што го имаме од 2001 година. Очигледно, господин Кесковски, платформата што беше договорена, подпишана во Тирана, ги подгреа тензиите. Имавме прилика со вас да поразговараме на оваа тема уште во јануари, веднаш по подпишувањето. Се чини дека македонската јавност тогаш не беше во целост свесна за тоа што се случува, веројатно други беа приоритетите, но еве 3 месеци по изборите тоа стана една и единствена политичка тема во земјава. Како сметате дека може да се надмине ситуацијава? Прво видите, значи уште тогаш со самото донесување, јас реагирав околу незиното донесување воопшто во еден период кој што е постизборен и за нешто за кое што воопшто не станувало збор пред изборите од една страна, друга страна е самиот факт дека таа, без разлика на денешните оспорувања, е создадена и подпишана во Тирана. Затоа имам и сведоци од партијата БЕСА потврдија дека ова не е платформа на ДУИ, ова се албанска платформа која што изготвена во Тирана и за време на состанокот кај премиерот Рама била подадена на сите учесници, односно подписници на таа платформа. Во ретерирањето сега во овој момент, бидејќи и тогаш ние говоревме дека е голема разликата за мене каде е создадена и подпишана, бидејќи приоритетите на албанецот во Македонија не се овие кои што се денеска представени, и очигледно дека тие се изјаснувале за некоја програма која што во суштина повеќе значи економски раст во држава. Создавајќи една ваква платформа која што е максималистичка, би рекол, и извадена од ракав во последен момент, постизборно, секако е и врз база на националистички, максималистички барања, секако дека доведуваат и реакција од другата страна, односно Македонија после оваа политичка криза не беше спремна, односно неочекувано добие една димензија на меѓунационална криза. Значи сега во овој момент ние имаме и политичка криза, имаме и меѓуетничка криза, сакале ние така да наречеме или не, бидејќи самата платформа предизвика реакции кои што денеска ги гледаме на улиците на Македонија. Извинете, ве прекинуваме, во овие моменти гледачите може во живо да видат каква е ситуацијата во Скопје и во Охрид. Значи, самата реакција на граѓаните е очигледна, бројката која што се појавува на улиците е енормна и вие во ниедна смисла на зборот не можете да ги заобиколите. Можете да ги нарекувате како сакате, меѓутоа една критична маса која што
во секој момент може, ако не се тргне кон разговори, преговори, релативизирање и стабилизирање на државата, секако може да прерасне во една, би рекол, тешка криза и безбедносна, од која што тешко би можеле да излеземе. Од друга страна, и регионот е доста нестабилен. Значи, една таква дестабилизација на меѓуетнички основи во Република Македонија би се рефлектирало во Северно Косово, односно Косово. Србија е во секој момент спремна да анексира Северно Косово, меѓутоа во исто време и Република Српска. Од друга страна има, иако ние тоа може би директно не го гледате, меѓутоа во секој случај со неколку изјави од грчката политика и анализите во Грција секако предизвикува страф и во грчката страна, бидејќи таа е една криза од безбедносен карактер, од онаков како што беше во 2001 година, нема да се одвива денес во такви рамки како 2001 година. 2001 година ние имавме клекната на колена Србија, која што беше бомбардирана пред една и нешто година, каде што имаше тотална промена на власта и почеток на некакво рехабилитирање на државата пост Милошевиќ периодот. Меѓутоа денес не е така. Второ, влијанието на Русија во моментов и нејзините желби да преовладаат со Балканот се многу различни во однос на 2001 година. Администрацијата на Трамп е сосем со други ставови во однос на влијанието на Балканов од тие во 2001 година. Така да загриженоста на Европска Унија од тој карактер и од тие размери. Европската Унија никогаш не ги разрешила проблемите на ниеден дел од нејзината територија, па дури ни секаде онаму каде што пробала да разреши било каква криза. Ако гледате вие генезата, само Соединетите Американски држави се јавуваат како некаков фактор на влијание, на притисок и на подпишување на некаков договор. Таквата желба денеска со администрацијата на Трамп ја немаме, односно јавно претседателот Трамп истакна дека не е желен да се меша во внатрешните работи, па и во било кој конфликт надвор од териториите на САД. Кога ќе ги земите во обзир таквите политички случувања, имаме политичка криза и во Европската Унија. Така да, верувајте дека ако било каков конфликт дојде на овој регион од Европа, тоа е многу лесно би се прелел дури и во пошироките рамки од овој југозападен Балкан, односно територијата каде што се зафаќаат овие територии. Вториот дел од платформата, која што е многу индикативен и кој што секако треба да се развие една теза на задкулисниот дел на тој дел од платформата е геноцидот врз албанското население од 1912 до 1956 година. Ако ги следиме добро изјавите на Србија, ќе видиме дека Србија многу оштро реагираше на евентуалното такво донесување, иако едно донесување на таква резолуција вие не можете да воопштите. Значи, ако ние, уствари, собранието тргне да создава некаква таква платформа, тогаш ние треба да осудиме 7 нации од Балканов и од Европа, кои што вршеле геноцид на населението во власт во било кој дел од. Па видите, значи 12-13 година се бугарската армија, е грчката армија, е кралството СХС, значи и србите, и хрватите, и словенците заедно. Имаме повторно бугарска армија, имаме италијанска армија, имаме германска армија, нели? И накрај ние самите, бидејќи 44-56 година е македонската држава од СФРЈ, меѓутоа ние сме дел од таа територија. Мислите дека Србија може да ги подигне уште повеќе тензиите, ако па видите, тие жестоко реагира за тоа што го признавме ЮНЕСКО Косово, например? Бидејќи вие треба да ги прогласите за геноцидна нација. Не само нив. Исто така и Бугарија, исто така и Грција. И ние имаме во еден момент со сите соседи, 8 со Албанија, една крајно затегната атмосфера. Замислите, вие да објавите резолуција каде што сите соседи се геноцидна држава и геноциден народ кон македонската територија. Тоа во 21 век е тешко остварливо, меѓутоа импликациите од таква една резолуција се далеко сежни. Зошто се побарало тој дел? Дали е зацкриена игра околу бројката на албанците која што е присутна тука?
или уште поголема тензија создавање во овој момент во рамките на Република Македонија и нејзините односи со соседиве пред себе, рекол, тука треба добро да се изанализира целата таа ситуација и која е целата причина околу барањето и прифаќањето евентуално на донесување на таква една резолуција, бидејќи видите кога ќе ги читате кога ќе читате платформата во првиот момент изнаоѓате некакви опипливи, нели, барате опипливи моми, меѓутоа кога ќе размислите подлабоко внатре во секоја таа точка има многу подлабока една приказна. Она што сметам јас и инволвирањето на Косово исто така, на дел од политичарите од Косово, со навреди кон македонската држава воопшто и кон македонскиот народ, поттикнувањето на Рама, нели, на премиерот Рама на населението во Македонија, на премиерот, на председателот Тачи, нели, на Косово, околу земањето на проблемите и разрешување на проблемите во свој раце на албанското население во Македонија, директно е поттикнување на меѓуетнички конфликт. Од друга страна, ние имаме политичари македонски, односно албанци во Македонија, кои што јавно истакнуваат навреди кон македонскиот народ и неговото постоење. А во исти момент за... Алудирате на изјавите на Села. На Села, кој што, видите, не е важно кој е политичарот, важни се пораките кои што треба да ги читаме во суштина. Ако ги земете сите овие елементи заедно, е подгревање на страстите на албанскиото население визави македонското население. Од друга страна, македонскиот народ е излезен на улица да протестира против екстремистичките барања на албанците. Излезот од оваа ситуација е секако седнување на маса. Прво, албанската страна во овој момент мора да излезе од платформата, значи мора да се повлече од екстремистичките барања. Мислите можно е тоа да се случи? Да, можно е, бидејќи видите, ако имаме во предвид, нели, во историјата како се движеле работите, во блиската историја, ќе видите дека албанците во принцип дејствуваат заеднички со меѓународната седница. И платформата седница некако го премолчи. Сега е јалова. Сега председателот Иванов нешто се обидува да ја разбуди, но токму во тој очигледно немаше реакции ниту за платформата, ниту за овие изјави за кои говорите. Токму во тој говорите. контекст сакам да ви доловам. Значи албанската политичка сцена во Македонија досега секогаш действувала заеднички со меѓународната заедница. Ние сме и во последниот период пример имаме околу тоа и Ахмети се изјасна, не носам никаква одлука додека не се консултирам со нашите пријатели од меѓународната заедница, тоа е јасно. Денеска има нова изјава дека кризата може да трае 4 години. Која е пораката? Пораката е дека, по моето мислење и мојата анализа, дека ако Македонија не тргне кон промена на името и влезот во НАТО, односно и почеток на преговорите на Европската Унија, ова ќе следи. Значи, ќе следи подгревање на меѓунационалните односи, може би нова безбедносна криза, барање екстремистички кои што во суштина не можеме да ги исполниме нити како нација, нити како држава. Значи треба да се помириме, дека треба да го видите, помирувањето околу ние сме народ и нација, дали ќе се помириме или не, ја не верувам, бидејќи голема е бројката на народот кој што е против промена на името. Меѓутоа се дел од притисоци кои што меѓународната заедница ги има создадено или ги има создавано во теков на периодот од аспект на притисок кон Македонија за промена на името и влез во НАТО алијансата. Зошто? Зошто сега? Зошто после 25 години? Многу просто, бидејќи Русија влезе со свое влијание и желба кон влијание на Балканскиот полуостров. Односно, ние континуирано гледаме влијание на Русија, односно, ако не друго, интерес, голем интерес околу случувањата во Балкан. Имаме соопштение на рускиот амбасадор од Нова година до сега, колку што не дал во изминативе 25 години.
Ме Да, и на разбирате? руското МНР. Значи, Во тој сакам да контекст, ви Ахмети објаснам зборува за дека евентуално украинско сценарио, да се подели Македонија според влијанијата и според симпатиите на народот, албанците демек се со американците и со НАТО и со ЕУ, а македонците да се приклонат кон русите. Можно ли е такво сценарио? не верувам и Украина во така тоа. се распадна. Не верувам и во тоа, бидејќи прво вака, македонците не се никогаш против американците, тоа се разбереме. Историски наназад Америка е единствената држава која што помогнала во создавањето и на денешна Македонија и она која што во историјата наназад се залагала за создавање на Македонија уште од Берлинскиот конгрес наам. Значи, тоа историски се тие факти. И дека македонскиот народ е антиамерикански, тоа е некаква пропаганда, не знам од кого. Македонскиот народ не е антиамерикански настроен. Ние имаме страшно голема емиграција во Америка, од секогаш. Втора работа, никогаш не сме имале некакви блиски и не знам какви мајчински врски со Русија, која што во друга страна историски никогаш не се залагала за самостојност на Македонија, напротив. Така да тоа е пропаганда околу блискоста на албанското лоби со американската држава. Не е точно тоа и тоа воопшто не го земам во предвид дека е можен таков начин. Евентуалното отцепување на делот на територијата на албанците, создавање на голема Албанија и ништо друго. Тоа е оној делот кој што се плашат грците во овој момент, она што на почеток ви го кажа. А од друга страна, се соочени со еден проблем на евентуална анексија на Северно Косово од страна на Србија. Ме разбирате, ова е геополитички проблем. Тензијата овде, подигање на националните страсти овде, од страна на албанските политичари и носителя на платформата, е подигање на меѓунационалните односи на страшно екстремно ниво на судир. Ме разбирате, и то не е случајно направено. Пораката е еве што може да се случи понатаму. Значи понатаму не само бинационална држава, нека оние кои што знаат да анализираат, кои што го знаат албанскиот проблем во Балканот во теков на историјава, точно знаат дека ова е процес. Повторно ќе кажам, како и многу пати до сега, албанците не се движат стихино и во овој момент, имаат стратегија заедничка и таа се движи во декади. Не го кријат. Не го кријат, меѓутоа сакаат да го релативизираат дел и од политичарите, па дел и од безбедњаците во Македонија, кои што во суштина не знам на каков начин размислуваат. Албанците одат чекор по чекор. Чекор по чекор во смисла, ако денеска имаме ние двојазичност и бинационална држава, и амблеми, и новчанички, и монети на албански јазик, тоа значи цела територија. Веќе не зборуваме за дел од територијата, веќе зборуваме за целата територија. Кон кај води цела ова приказна. Значи, геополитички е проблемот. Не е проблемот во Република Македонија дали ќе се создаде влада во овој момент или не. Подгревањето на екстремните барања се геополитички проблем. Точно затоа Могерини и то го нотирала во својата изјава. Не е толку едноставно колку ние што сакаме тоа да го видиме. Може ли да се сведе на крајот, да се до толку симплифицира тезата, да речат вие ако не сакате да го смените името, значи сте против Европска унија и против НАТО? Вите, албанските лидери. Значи, вака, ние сме македонци и секогаш за себе и за светот знаеме дека сме македонци, имаме право да се изјасниме како што сакаме ние. Тоа е нели меѓународно право. Притисокот, односно она што тие како меѓународната заедница досега сме го виделе тоа во 2001 година многу јасно и многу гласно. Сметам дека големи притисоци ќе има едната страна во овој момент, значи ВМРО ДПМН, ако сакате конкретно, бидејќи застана како и лидерот нејзин, нели во една изјава застана, ова е проблемот, ако сакате да се одбрани, треба да народот самиот да си го одбрани. Мислам дека ќе се насочат на таа страна со притисокот. Овде ја подигаат јавноста дека евентуално може да се случи некаков конфликт кој што понатаму би продуцирал отцепување на дел територија и така натаму, односно да изгубиме нели цел овој дел. И таков еден притисок континуиран, мислам дека ќе пробаат и ќе сакаат да паднат
Македонија воопшто и народот на колена, па накрај да треба во една агонија да се решава еден таков проблем кој што екзистира 25 години. Проблемот е зашто сега, тоа е она што претходно ви го кажав. Стопирање на влијанието на Русија и ние немаме никакви можности да влијаеме врз тоа. Господине Кесковски, она што на натрешен план ќе се случува е тешко да се прогнозира. Не би се ни осмелил да ве прашам, никој не знае како ќе заврши оваа ситуација, оваа криза. Ситуацијата е многу сложена, Заев го бара мандатот да го добие, претседателот Иванов нема намера да му го даде, барем додека јавно не се огради од платформата, такви сигнали за сега нема. Сега се поставува како клучно прашање што доколку Заев и Дуи одлучат СДСМ и Дуи да прават влада во ваква ситуација кога гледаме јадници луѓе на улиците. Тоа е продуцирање на конфликт. Од безбедносен аспект гледано. Значи, вие не може да релативизирате 100, 200 или 300 илјади луѓе кои што се на улица во моментов. Тие не се дома па гледаат развој на состојба. Тие се на улица. Ако тргнете да создавате влада, визави без мандат. Без мандат. Значи, без мандат значи без овластување. Без овластување. Мандатот е овластување да создавате влада. Ако не сте добиле мандат, немате овластување да правите влада. Сега натаму, овај уставните експерти ќе си го толерират. Меѓутоа, овака просто кажано, без овластување. На вистина овластувањето се дава нели со мандатите од пратениците, меѓутоа символичко е просто овластувањето на претседателот. Од друга страна, вие имате страна која што се противи на ставовите, односно на делот, разговорите на некоја владина коалиција. Зашто се создават проблемот? Од нетранспарентност. Значи, народот се плаши. Нормално дека ќе се плаши, бидејќи не се знае што во суштина е договорено. Од една страна, Дуи си прави поени во својата, нели, во својот електорат. Тие се потранспарентни. Во својот електорат, нормално затоа што тие направија платформата, односно се спасува себе си како политичка структура во Македонија. Иначе ќе ги снемаше во еден краток период. Секој дневно слушаме изјави на нејзиното раководство околу што све е договорено за владината коалиција. Од друга страна, ние немаме транспарентност од македонска страна, условно, македонска страна, за да видиме во суштина што е тоа договорено како основа за формирање на владата. Зато се луѓето на улица и треба да ги сватат. И овие кои што не ги сваќаат да сватат дека политичарите во принцип сите мора да се транспарентни. Ако не се транспарентни, има проблем кај народот. Народ не може да седи дома и да размислува дали утре ќе му ја рушат куќата или нема да му ја рушат. Мислите дека може да ескалира ситуацијата доколку се Па мислам дека ќе продуцира криза. Тој начин насилен да се носи за законот оддел, нормално ќе продуцира криза. Решението секако е дека е седнување на маса и барање разрешување на некаква политичка, односно меѓунационална криза. ВМРО предлага нови избори. Дали се тие можно решение? Решение е све она кое што ќе се договорат меѓу себе партиите. Ние знаеме многу добро какво и решение да предлагаме. Ние тоа ќе биде празно зборување само, бидејќи секако дека тие ќе седнат да си бранат собствените ставови и во овој момент, повторно ќе кажам, оваа криза почнува да наликува и на меѓунационална, на етничка основа, која што во секој случај ние имаме искуство дека не сме да се преле, односно не сме да дојде до една таква состојба. Од една страна има екстремистички барања кои што мора да се спуштат на земја, од друга страна имаме народ кој што е гневен, односно недоволно информиран, кој што си ја брани собствените ставови, идентитет и држава, не информиран. И имаме две политички структури кои што меѓу себе имаат страшен анимозитет за евентуални можни комуницирање, контактирање околу справување со кризата. Значи мора да завршат на маса, да се најде решение какви би биле потезите на држава понатаму, до која линија е таа црвена која што ние може да додиме со како држава воопшто од националните интереси, како може да градиме држава и евентуално да создадеме економски подобар развој. Тоа е она за кое што сите граѓани се трудат. Сега вие наеднаш да дојдете да промените знаме, име, на идентитет, грб, двојазичност на држава, извинување односно на
нација за некаков геноцид. Замислите што е тоа се. Дали може народов да проголта тоа све? Како мислат дека тоа може да се случи? Тоа е страшен еден удар врз духот на македонецот. И тука мора да размислуваат така се. Дали некој се чувства или не така, тоа е една работа. Меѓутоа, дали може оној македонец кој што е навистина македонец, кој што со трактор ја блокира улицата, може да го проголта ова све. Политичарите може да донесат каква сакат одлука, имплементирањето мора да оде преку народот, не е тоа така едноставно како што некој замислува. Се друго може да продуцира криза. Некогаш желбата за власт е многу посилна од сите овие работи за кои говоревме. Ви благодарам многу, господине Кесковски, што дојдовте и што бевте наш гост. Тоа беше универзитетскиот професор Златко Кесковски, експерт по безбедносни прашања. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Ве поканувам да останете со нашата програма, како што имате прилика да видите и како што имавте прилика да гледате додека траеше разговорот. Протестните маршеви во 23 градови денеска се веќе во тек. Ве поканувам да останете со нашата програма и да ги следите во живо. Од мене, довидување.